Спортските екипи од Кочани и Виница ќе добијат по околу 5000 евра од Агенцијата за млади и спорт. Тие побарале средства како помош од државата за нивните спортисти кои се надпреваруваат во младинските категории на возраст од 14 до 20 години. Еден од условите за да се пријават на конкурсот на агенцијата беше екипите да имаат остварени добри резултати во системот на државните лига надпревари. Највисока сума за своите активности во Кочани ќе добие клубот за гимнастички спортови Партизан, за кој од сметката на агенцијата ќе бидат префрлени 110.000 денари, а кошаркарскиот клуб Баскет Дино ќе добие 10.000 денари помалку. На конкурсот се пријавил и ЖФК Кочани, за кого од вкупната сума за женски фудбалски екипи ќе бидат одделени 10%, односно 70.000 денари. Освен овие тимови, подршка од државата во висина од по 43.000 денари ќе добијат и училишните спортски екипи од средните училишта Лјупчо Сантов и Гошо Викентиев. Со тоа, вкупната сума што ќе им биде исплатена на екипите од нашата општина изнесува 366.000 денари. И за екипите од Виница е обезбедена слична финансиска подршка, односно сума од 321.000 денари. Најмногу од нив, 135.000, ќе му припаднат на пинпонгарскиот клуб Винспин, а ракометниот клуб Торо Спорт ќе добие 100.000 денари. За училишните спортски екипи во Славчо Стојменски и Гоце Делчев се обезбедени по 43.000 денари. Новата мерка од Агенцијата за млади и спорт е воведена за да се зголеми мотивацијата кај младите спортисти, но и за да им се помогне на спортските федерации средствата да ги насочат кон сениорските тимови. Со проектот се опфатени 240 клубови кои имаат членови на возраст до 20 години, а вкупната сума што ќе се распредели е 22,5 милиони денари.